кој што објавивме дека и минатиот пат Сојузот на синдикати на Македонија стигнаа минатиот пат документи дека еден од синдикатите, тоа е МЕСО, е исклучен од Сојузот на синдикати и плюс има судска пресуда со која што е тој исклучен. Зашто не постапило Министерството не знаеме, но знаеме дека без тој синдикат Сојузот на синдикати на Македонија нема репрезентативност. Во меѓувреме до нас пристигнаа дополнителни документи каде што има одлука за исклучување на синдикати од ССМ, 4 на број. И овие синдикати се исклучени 2017 година. Еве ги одлуките, 2017 година испратени се до нас. Тогашниот министер на 1.6.2017 година доставува решение број 08/8191/10 од 29.12.2016 година до Централниот регистер, каде што барат да се упишат синдикатите на Сојузот на гранските синдикати во Сојузот на синдикати на Македонија. Значи, тоа зашто не постапил Централниот регистер, ние не знаеме, но знаеме дека законот за едношалтерски систем во член 5 вели: заради воспоставување и функционирање на едношалтерскиот систем, надлежните државни органи и други институции и организации кои водат основни посебни регистри и кои што располагаат со податоци од значење за остварување на право, се должни да соработуваат преку едношалтерскиот систем на Централниот регистер и да ги доставуваат податоците со кои што располагаат, како и да даваат појаснување и помош во врска со вршењето на работите од својата надлежност. Понатака, во член 13 вели став 1: судовите, државните органи, коморите и други институции кои што водат и други институции на синдикатите и на социјалните партнери, Министерството на труд и социјална политика е основен регистер, кои што водат основни регистри, судски регистри, регистри на водни заедници, регистри на водостопанства, регистри на здруженија на граѓани, фондации, политички партии и комори, регистер на синдикални организации и така натака и така натака, се должни по службена должност до Централниот регистер да достават примерок од решението за упис заради обезбедување на податоците од овој закон. Податоците внесени во основните и други регистри од овој став, од ставот 1, ова е веќе ставот 5, на овој член имаат правно дејство спрема трети лица од денот кога се пренесени во електронска форма на начин определен од ставот 1 на овој член и се објавени на веб страницата на Централниот регистер. Што кажува ова? Денеска Конфедерацијата на слободни синдикати ги испрати овие дополнителни докази до Министерката за труд и социјална политика и бара да биде прогласено ништовно решението на Сојузот на синдикати на Македонија, затоа што е донесено со чиста манипулација и со фалсификати, затоа што гледате еднаш се исклучени едни синдикати, друг па други синдикати. Во Централниот регистер одбиваат да ги упишат, иако можат да бидат да имаат правно дејство само ако се запишани во Централниот регистер, но очигледно дека тоа не се случило, па затоа испративме до Министерката да го прогласи решението за ништовно и да поведе постапка пред надлежни институции за фалсификати и манипулирање и на комисијата и на целата јавност. Зашто го велиме тоа така? Еве артикулната состојба на Конфедерацијата на слободни синдикати, каде што сите грански синдикати се запишани во Централниот регистер. Каде се случува манипулацијата? Затоа што некој се осудил да остави тековната состојба на Сојузот на синдикати празна и се случуваат и фалсификати и манипулации. Значи, што се случува? Фалсификати и манипулации се случуваат токму поради тоа што тековната состојба е празна. Ја повикуваме Министерката
и секторот труд од Министерството на труд и социјална политика да го поништи решението, да ги упишат синдикатите на Сојузот на синдикати кои што во моментот постојат, но никако не можат да бидат 17 или 18, со што се докажува дека Сојузот на синдикати има фалсификат решение за репрезентативност. Од тука произлегува и потребата да се блокира Конфедерацијата на слободни синдикати, токму највеќе од Сојузот на синдикати на Македонија во делот на незината репрезентативност, што го говоревме минатиот пат и доставивме докази дека преку 20 пати во рок од 2 години не можела таа комисија да се состане. КСС 2 години чека, неговите членови 2 години чекаат за да ги заштитиме нивните права, но очигледно дека овој фалсификат на оштета на голем број работници во државата. Затоа, ево тука, уште еднаш, јавно повикуваме министерката и надлежните институции под опрен глас, а и министерката да пријави дека е направена класичен фалсификат и манипулација на јавноста и дека се оштетени работниците и да се поведе истрага за ова и да се поништи решението на ССМ како ништовно, затоа што не произлегува правно дејство по овие сите документи што ги дадовме и по Законот за регистри, но и по Законот за работни односи.